За 55 лица од Кочани останува да важи мерката за домашна изолација. Нивниот број деновиве драстично опаѓа. Кризниот штаб и раководството на општината будно ја следат состојбата и продолжуваат со анализа на мерките за намалување на ризикот од ширење на коронавирусот. Исто така се разгледуваат и евентуални натамошни нови мерки за да се спречи болеста што има светски размери. Викендов територијалната противпожарна единица изврши дезинфекцијски третман на уште 10 фабрички хали. Според информациите, досега се дезинфецирани најголемите производни комплекси во Кочани. Интересот кај собствениците на приватните компании бил голем, поради што пожарникарите и во вторник ќе продолжат со акцијата за дезинфекција. Од локалната самоуправа ги потсетуваат граѓаните дека градскиот превоз во Кочани е редуциран. Наместо 4 превозот е намален на 2 поаѓања во текот на денот, и тоа во утринскиот во 7 часот и 45 минути и во попладневниот термин во 15 часот и 45 минути. Промената ќе трае до завршувањето на воредната состојба во државата, пошто превозникот има обврска во рок од 15 дена да го прилагоди превозот на 4 поаѓања како и досега. Промената е резултат на преземената построга мерка од општина Кочани во организирањето на јавниот превоз, а согласно мерките и заклучоците на владата и Министерството за здравство. Градоначалникот на општина Кочани повика сите да се однесуваат одговорно и крајно сериозно, да ги почитуваат владините мерки и препораките од Министерството за здравство и од Светската здравствена организација, како и да се грижат за своето и за јавното здравје.